Денеска и во изминатите неколку дена целокупното внимание на мажите и децата е свртано кон празнувањето на Денот на жената 8 март. Тие со на различни подароци, најчесто цвеќе, им го честитаат празникот на своите сопруги, мајки, баби, роднини и пријателки. Жените пак со ведро расположение, свечено дотерани, му се препуштаат на уживањето кое го носи преславувањето на нивниот празник, главно во весела ресторантска атмосфера. Угостителите и музичарите имаат полни раце работа, бидејќи прославите на жените од кочанските фирми, организации и институции се надоврзуваат една на друга. Убаво, весело, среќни, собравме се многу тука од многу градови тука. Не еден ден само, повише денови, жената да си биде поштувана, ценена. Не само овај ден 8 март празникот, Не бре, секоја година додека сме живи. Да, денот на жените, на јубавата жена. Повеќекратно зголемување на прометот бележат и трговските дуќани за продажба на цвеќе, сувенири, потоа парфюмериите и бижутериите, кои нудат убаво спакувани подароци. На 8 март најмногу се радуваат децата кои со скромни подароци искажуваат својата огромна љубов кон мајките и жените. Особено активни се учениците кои на своите воспитувачки, учителки, наставнички и професорки им подаруваат цвеќе, искажувајќи на тој начин љубовта и почита кон нив. Кога сме кај цвеќето, да напоменеме дека во минатата година Македонија за увоз на цвеќе од Холандија, Еквадор и Колумбија потрошила близу 1 милион евра. Мажите велат, задоволство е најголем дел од тоа цвеќе да заврши во раците на представничките на понежниот пол, бидејќи тие тоа го заслужуваат.